благодарам председателе. Колега Милошевски, за информација на македонската јавност станува збор за предлог на закон за изменување на законот за евиденција од областа на трудот по скратена постапка и станува збор за усогласување со законот за прекршоци и инспекцијски надзор, а вие зборувате во однос на тоа како ние ништо не сме реализирали. Па колега, ево информации кои што можете да ги видите во Заводот за статистика. Во 2019 година 6004 лица се вработија преку младинска гаранција. Оперативниот план за вработување има високи 98,6% реализација и ги дава очекуваните резултати. Ево ќе дадам една споредба. Во 2016 година процентот на невработени млади бил 48,2%, додека пак во последниот квартал на 2019 година овој процент на невработени млади изнесува 35,3%. Значи, младинската гаранција ги дава резултатите, оперативниот план за вработување на млади ги дава посакуваните резултати. Тоа покажува и следниот податок. Околу 60.000 вработени имаме во последните 2,5 години. Тоа можете да го проверите во агенциите за вработување. Тоа покажува дека не е точно дека не се вработуваат, се вработуваат млади повеќе, се користат различни мерки од различни аспекти. Тука би ги напоменала и мерките кои што ги даваме во областа на млад земјоделец, на кој што му се даваа по 10.000 неповратни средства, исто така на млади кои што сакаат да засниваат свој бизнис, во кој што ако има на секој кој што сака да заснива бизнис 5.000 неповратни евра му се даваат, ако се двајца вработени 10.000 неповратни, што значи дека колега, вие не сте во тек со времето во кое живееме. Вие зборувате нешто од напамет. Погледнете во Заводот за статистика, безмилосни се бројките, покажуваат дека се што кажавте, излажавте. Ви благодарам.